Добро утро, среќен ден и се да ви оди релаксирано ви посакувам денеска. Овој вторник 262-иот ден во годината. Имаме многу пријатно, свежо, помалку тмурно утро, но се надевам дека како ќе се отвара денот, така ќе се отвара и нашето расположение. Ние секако сме ви овде со вас во наредните 3 часа заеднички да го подигнеме расположението на задоволително ниво, а и заеднички да коментираме на теми актуелни за сите нас подеднакво. Ајде за почеток некоја информација од астрономскиот календар. Јас ова утро забележав дека прилично доцна се отвора денот, што значи сонцето ни изгреда во 6 часот и 9 минути, доста доцна за нас утринците кои бевме навикнати до пред еден месец дека сонцето се отвараше или изгреваше пред 5 часот наутро, но еве денеска во овој 262 ден во годината сонцето изгреа во 6 часот и 9 минути, а ќе зајде во 18 часот и 51 минута. Денот трае во овој момент само 12 часа и 42 минути. До крајот на оваа година ни преостануваат уште 104 дена, така да се сите вие кои што сте си зацртале на почетокот, обично тоа го правиме во очи новата година, некаква листа на работи кои сакаме и мораме да ги направиме во текот на таа година, потрудете се во наредните 100 дена да си ги реализирате вашите желби, планови и замисли. На денешен ден низ историјата се случиле многу настани, но ние еве вака ќе издвоиме само неколку, со оглед на тоа што би сакале да добиеме повеќе време за вас, гледачите, со телефонските јавувања. На денешен ден, во 1356 година, англиската армија, предводена од црниот принц, син на кралот Едвард III, ја порази француската војска на кралот Жан II во битката кај Поатје. На денешен ден, одбележани се 74 години од трагедијата во селото Беличица, во мавровското село Беличица. Викендов беа одбележани 74 години од злосторот во кој настрадаа борците од третиот тетовски партизански одред. Исто така, на денешен ден е одбележана и годишнина од стрелањето на двајца борци од третиот тетовски одред, а е одбележана и годишнина од загинувањето на партизаните кај Беласица. Музеот на Тетовски крај одбележа юбилеј и оддаде почит на настраданите членови на партизанскиот одред. Има уште доста занимливости поврзани со денешниот ден, но во интерес на времето да видиме какво време не очекува во предпладневните часови. Имаме стабилно, сончево и пријатно време со умерена облачност, со високи температури до 31 степен на територија на цела наша земја, а попладне и во текот на ноќта ќе имаме мало изместување. Поточно ќе има развој за нестабилност, за облаци, поројни дождови и грмежи локално некаде во форма на невреме, а во Скопје ќе биде сепак сончево со мала до умерена облачност. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголеми. Во текот на ноќта во делови од котлината ќе има и услови за краткотрајни поројни дождови. Тоа е тоа што се однесува до временските прилики. Околу темите денешни кои што ви ги селектиравме се повторно актуелни и поврзани со проблемите кои што го тангираат секој еден од нас, пензионерите кои што се би рекла категорија на граѓани со најнизок стандард и најниски примања. Власта си игра со нервите на пензионерите е првата тема и се уште дебатира, но без конкретни мерки. Тоа е темата број 1. Темата број 2 е Ахмети се отвори. Нема никаков договор со ВМРО ДПМН и јасно кажа дека се против бугарски диктат. Исто така и Мицковски беше против новиот кривичен законник. И темата број 3 се однесува на состојбата на студентите кои по право студентите на правниот факултет го кренаа гласот против измените на кривичниот законник. Тоа се трите теми на кои што можеме да дискутираме секој по 3 минути. Го знаете нашето правило. Од останатите содржини еве ќе издвоиме дека околу 7:45 ја очекуваме нашата Ивана во живо на линк. Ќе разговара со Сандра Гакидев за првата апликација за трудници на македонски јазик. Ова верувам дека ќе интересира многу нашата помлада публика.
Од 8 часот и 10 минути во нашето студио ќе пристигне првата гостинка, клинички психолог Дора Попова-Узуновски од Центар за ментално здравје, која што денеска ќе одржи една онлайн работилница наменета за сите оние кои што се сретнале со анксиозноста, со паничните напади и ќе им помогне како наједноставно или можеби ќе им ги укаже првите чекори за тоа како да се избориме со анксиозноста која што е се поприсутна и кај нас, но и ширум светот. После вестите во 8:30 ги очекуваме и нашите следни гости, тоа се пијанисти од светски калибар. Со нас заедно ќе бидат Арда Мустафаоглу и Леви Шехтман, млад пијанист од Германија. Нашиот Арда, кој што е македонец, но студира заедно со Леви на Хамбуршкиот факултет, престижен пијано, се млади луѓе кои што многу успешно концертираат и навистина се посветени на нивната професија. За прв пат премиерно во Скопје утре 20 септември во концертната сала, во камерната сала на Македонската филхармонија ќе го изведат делото 88 димензии и со овој концерт започнува одбележувањето на 30 годишната успешна македонско-германска дипломатска соработка. Ќе ви кажеме и како и вие можете да присуствувате на овој концерт, бидејќи е без влезници, едноставно треба да го најавите вашето доаѓање на мејл, но со нив заедно нешто подоцна. Па пак ја имаме Ивана на линк, ќе разговара со Дарко Костовски, градоначелник на општина Бутел. Во 9 часот ќе се случува тоа за новиот спортско-рекреативен центар Го сакам Бутел. Ве поканувам да останете со нас. На секој час имаме најнови вести кои што ги подготвуваат колегите од информативната редакција. Сега следуваат флеш вестите и веднаш по нив вкусот на традицијата. Точно во 7 часот го стартуваме нашето дружење, вашите телефонски јавувања секому по 3 минути. Велам добро утро за сите кои се разбудивте малку подоцна и не бевте со нас од самиот почеток овој вторник, 262 ден во годината. Во моментов температурата во главниот град изнесува 16 степени над нулата, а до 17 часот температурите ќе се искачат до 30-тиот степен, односно 31-иот некаден по-јужно на кај Гевгелија. Имаме стабилно време со мали услови за влошување некаде во попладневните часови, но не верувам дека сето тоа може да го влоши или да го уништи вашето расположение. Останете со насмевка и останете со добра и ведра мисла, барем онолку колку што можете. Од Решија ми јавуваат дека ние веќе го имаме првиот гледач за ова утро. Темите ги најавивме, се однесуваат на состојбата на пензионерите, на измените во кривичниот закон, поточно тоа дека нема договор со ВМРО, ДПМН, еве ги темите, и третата тема се однесува на тоа дека и студентите по право го кренаа гласот против измените на кривичниот закон. Добро утро му велам на првиот гледач ова утро, повелете. Добро утро. Добро утро и среќен ден. Одма среќен ден и на вас и на слушателите што слушаат вашата емисија. Одма ќе кажам за пензионерите. Пензионерите во времето на Груевски немаше криза ваква, на пензионерите два пати има катуја пензија во годината. Пензионерите во Скопје без пари се возеа. Пензионерите за времето на Груевски без пари одеа на бања. Пензионерите за време на Груевски имаа добри привилегии. Значи, тоа е лажно. Вчера го слушам еден кажува дека ако дојде ВМРО, на платите и пензиите нема да биле покачени колку ќе растеле цените. Значи тоа е лажна изјава од тој што кажа вчера, а се представува како Баба Вања многу нешта ги предвидил од 5-10 години, па сега испаднале така, а тогаш никој не му верувал. И сега тоа што го кажал дека нема пензиите да растат, ќе било па така. Значи нека не го лаже народот, нека се по-христијане и нека кажува вистината. Значи пензионерите имаа убав живот тогаш, мислеа дека уште поубав живот ќе имат во времето на Заев, ама Заев само ги излага и речи дека подобар живот ќе имат, ама испадна за неговата фамилија дека подобар живот ќе има, а не пензионерите. Пензионерите сега страдат. Има пензионери што земат 9 дарки пензија, а повеќе од половина дават само за лекови. Нема здрав човек ни млад, а не па пензионери да имат здрави. Значи сите одат по лекарства, сите купуват лекарства, струја плаќат, вода плаќат,
Еве струјата се договориле овие албанските села само по 3000 да плаќат, а рестото да не го плаќат колку и да потрошат, и 12-15 хиляди ако потрошат на тие зимно време, у секоја соба има да имат греалки, ќе трошат немилосрдно. А кој го плаќа тоа? Па ми православните го плаќаме. Значи, данас има само страдање со оваа влада фашистичка од СДСМ, а има убав живот за другите, од другите националности. Значи, треба бија народ да знае, вики, да не гласа за СДС. СДС е најголемата фашистичка организација, исто како НАТО, што е фашистичка организација, текнен убива сите војни се одни. Така и СДС, чим се дојде на власт, убива немилосрдно, го отиште народот, го истоштуе, го изнемоштуе, на колена го клекнуе. Значи, толку и Баба Вањка нека почне да кажува вистината од Радишани, нека не кажува лажни информации. Фала многу што ми слушате и поздрав до Тале и нека почне да не мразе српската музика, туку нека слуша српска музика и Тале. И овој од Радишани нека кажува вистината, нека не кажува само лаги. Одистравно е да таков човек што бил во полиција да кажува важни информации, нека кажува вчера ме зачуди кога кажа дека тие вработените што ги вработеле во полицијата му зимале по 5 до 10 хиляди. Тоа е точно. И кај на тебе се слуша дека. Благодарам многу за вашето јавување, да се држиме на 3 минути за да немаме забелешки и да се држиме колку што се може, се разбира, за нашето гледање на нештата. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Па што да кажеме за пензионерите, не се толку загрозени колку што се овие вработените, ради реда вработени што многу слабо земаат плата. Затоа што тие вработени ако не платат допринос, пензионерите нема да земат пензија. Така да пензионерите има право да се борат за некој процент да добијат поголем, ама вработените треба тие да се подигнат платите и да се наградат, затоа што тие го полнат фондот, тие плаќаат доприноси. Пензионерите си завршиле со придонесите, сега само чекаат од државата. Што се однесува за студентите што сакаат да протестираат против правна апела што е движи во Македонија, тие уште не завршено осетија дека нема правен систем и тој што го учат, кога ќе дојдат во функција да работат, ќе морат тие да го прифатат ова денешно овие што го спроведуваат. Затоа што ова што е направено наопаку, тешко се исправа. Ајде да се препава малце на Алија Ахмети, некако го следам и го осеќам дека се наслонува кон ВМРО ДПМН. Затоа што знае дека ќе изгуби СДС, мора да се прилепи сега со ВМРО, пошто таква му е нему математиката. Тој човек и троци работи работата, со двете партии скака и таму имамо, и се што побаруваат албанците си добива. Тој е паметен политичар, затоа што ги зема сите министерства клучни во Македонија, од финансии, од економија, од правда, и градежни што го зема. Има еден тамо проформа што е министер за транспорт и врски, ама тој не знам кај дали збира желади негде по планијево, го нема, не го гледаме, на местото него груби води политиката, затоа што се парите се таму. И друго ќе кажам, може не е во тема вама, ќе ми дозволи сигурно на реченица. Овие што сакаат да градат хидроцентрала Грциве, да не се осуди никој им дозволи да гради хидроцентрала Гркот. Затоа ќе направи втора гробница како што направи ова рафинерија што е неке Куманово. Оти грците идат, ќе си завршат работа, оте пустош прават, заминуваат и оставаат земјата како што е нашка, гола. Така да мора овој народ да се освести, да застани, да брани кога државава да одбраниме. Видете што прави Јотова, шета по државите околу нас и во цел свет шета. Бара бугари, а не знае дека бугари нема, има татари, ама тие татарите вамо треба да ги бара на исток.
Така. Ви благодарам. Истекоа 3 минути што се однесува до она кое го кажавте, да се освести овој народ и да не дозволува едно друго поврзано со рафинеријата. Ја споменавте кај Куманово и за хидроцентралите. Знаете колку малку го прашуваат овој народ? Воопшто не го прашуваат. Кога се во прашање нечии високи интереси, народот никој не го прашува. За жал, затоа и сме дојдени на ова ниво на кое се наоѓаме и затоа сме и толку паднати во секој аспект, па не можеме да најдеме решение како да го исправиме овој народ, како да му ја вратиме довербата и како да навистина ги насмееме луѓето кои заборавија кога последен пат се насмеале. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе. Поздрав до тебе и до Алфа телевизија. Благодарам. Ја би те замолила, ако сакаш, јас бројот твој ми го исприша некако телефонот ми беше у дефект, па да ми се јавиш, нешто имам важно да разговарам со тебе. Добро. Нема да ме заборавиш, го немам бројот. Нема да ве заборавам, ама ќе ве замолам за секој случај, ако сум сигурна кој е на телефон, да ми оставите бројче во режија, важи? Нема проблем, ќе ти оставам бројче, само немој да ме заборавиш. Нема да ве заборавам, се трудам и се надевам дека ќе се слушнеме. Така. Благодарам многу. Знам. Знам. Божа, вие сте така, нели? Јас сум тука, ја. Ве познав и ви благодарам што еве вака дел од вас ми се представувате. Би сакала сите да имаме прилика да ве знаеме по име, не заради нешто друго, туку заради тоа што вие сте дел од нашето големо семејство, семејството на Алфа. Ви благодарам, ќе се чуеме, ќе ве побарам. Секое добро и добро утро за следниот гледач. Здраво. Повелете здраво. Па вака, нешто Чебран се спомнуваше преска или така ми се чу. Тоа предавање од страна на јужниве, да ги речам душмани, е опасна игра за Македонија и македонецот, затоа што едно парите ние ќе ги враќаме како држава, а они ќе ги трошат како што сакаат. За да се инвестира у таа брана. Стаса до над милиарда евра цехот, а гарантно ако се почне да се гради, ќе отиде и преку. Многу опасна работа е, оваа работа со таа брана. Не знам, но веќе, покрај све што продадува, и душите не ги продадува, више све ни продадува, па сега и ова ќе се продаде, па и тој рисот таму ќе се продаде, нели ендемска врста бил тој рисот. Пази, експлоатација ти да имаш 100% на тоа нешто, да нема право Македонија да користи од тоа нешто бенефит, страшна работа, плюс земјоделието што нема да го... ќе мора да плаќат тие таму земјоделци дебели пари за наводнување на нивите, тоа дека влегуваат од чиста катастрофа. За овој борецот за човечки права, да ви кажам искрено, немалку неговите изјави, ја не би му посветил никогаш внимание на него, никогаш. Тој, и самиот не знае како си кај нешто слично на Џо Бајден, он е само човек кој сега е навиен да дава вакви изјави. Постари не е човек, извини, грешка направив тука зборот, да дава изјави тука за некому да се додворува. Додворувањето е веќе познато, што ја дава една партија цело време му стои уста таа партија. Ништо од него нема. Ова третово за пензионерите, гледам пензионери ги шетат. Ало? Ве слушаме, така е. Тука сте. За пензионерите, така? Да. Дека не можам сите три теми да ги запамтам, ама... Да, едната е за пензионерите, другата е студентите по право, кажаа не за кривичниот закон и третата е дека нема никаков договор со ВМРО ДПМН. Кажа Ахмети. Не,
види вака сега, ја мислам дека Западот форсира нека друга игра у вези ВМРО ДПМН, а тоа е дека гледува дека вака не може да го убедат народот да си го сменат идентитетот, па ќе пробат преку патриотските партии, што е уште поопасна работа за македонецот. Ајде, поздрав, пријатно. Поздрав и благодарам за вашето јавување. 7 часот и 14 минути му давам збори на следниот гледач. Повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Чебрен требаше 13 пати беше на тендер, овој народ шутеше сега кога помина последниот тендер, сите се дигнава. 13 пати беше Чебрен на тендер да се гради. И тоа е стратешка инвестиција во државата за струјата. Ем сакаме ефтина струја, ем некеме Чебрен да се гради. Втората работа, рисот е во Маврово, не е у Демиркапија. Значи рисот е во Маврово, Чебрен е на Црна река доле, Демиркапија. Третата работа, Јутова да ти биде македонка од Егејска Македонија, а не била татарка. И ја тоа го разбрав сега у саботата. И треба да се позанимаваме со незините корени. Била македонка од Егејска Македонија, ала се прави бугарка. Тоа е тоа. Што се однесува за ова игра да би биле против. Сега продавање нафта е. Ова не, они се против кобеги, не, ваму таму приказка. Знаеме што е работата, нека не се прават мајмуни сите, а посебно нас да не прават. Ако они се прават мајмуни, нивни проблеме. Нас не е, наш не е. Меѓутоа, да некој ме убедува дека нема договор, а све им е договор, мислам дека тие луѓе, што знам, сега се штитат едните со другите, кобеги не овие, така вака. Приказки за мали деца се вега, цело време го кажам тоа. Приказки за мали деца. Сега они си прават своја шема, си никој не е, знаете на како викаат, никој не е заинтересиран, а сите се задоволни. Така и ова искочи со законом. Никој, ама сите се задоволни. Ама народот не е задоволен. Ке голтне народот. Така и новата шема што ќе биде. Ке се гласаат тие уставните измени и све е договор, све е тоа ќе помине, само мора да биде тешко, не може да биде лесно. А уште еднаш ќе повторам, Чебрен 13 пати беше на тендер. Каде беа стручњаците? Тогаш ја поддржува да се гради, денеска слушаме 2 дена веќе сите критикуваат Чебрен. А претходно имаше кампања да се гради, зашто не се гради? Тоа била стратешка инвестиција, тоа многу струја ќе произведувала. И на крај крајва Крците ќе работат 30 години и рестото си е после наша. Значи, нема финансиски излами тука. 33% е наша, Чебрен. Не можеме сами да направиме. Ние си правиме гали по Вардар, знаете, такви работи. И отидоа парите. Сега, што да правиме? Ја викам и зашто не почати Вардарска долина да прават со странски пари. Таа е околу 2,5 милиарди евра или долари таму колку е. Тоа уште по-добро. Една голема хидроцентрала, 17 мали хидроцентрали. Па наместо да увезуваме струја, ние извезуваме. Ама ќе се уништи бизнисот на Кончан Ѓушев и останата компанија, затоа не се прави Вардарска долина, затоа и сега оваа кампања против Чебрен. На големите тајкуни што работат со струјата, бизнисот ќе им пропаѓа со оваа хидроцентрала. Затоа ќе зборат сега, толку пријатно. Пријатно, ви благодарам за вашето јавување. Добро утро за следниот гледач. Дали се слушаме? Повелете, во програма сте, ве слушаме. Ало, добро утро. Добро утро, среќен ден ви посакувам. Повелете. Фала и на вас, среќен ден. Благодарам. Амо со секој ден со нови работи и се сме посрекни. Многу реагира господинот, секогаш стапува у одбора како да е платен адвокат на СДСМ. Чебрене, зашто грците да го градат кога може од македонците, да го слушав нек инженеро, дека може на половина од цената, дури помалку да кошта таа брана, а сега, зашто па они не ја изградија што се толку вредни? Патишто, ништо не се направиле, започнато недовршено. Тешки милиарди за софтвери, зашо не се дава веќе? Народу уопште не го прашуват, него се поубаво кажа премиерот. Ако ги слушаме народу, немаше до сега ништо да направиме. А шо направија до сега да ги прашаме? Почнат не завршат, почнат не завршат. Таа Европа веќе, само тој и уште за ништо друго освен Европа, освен да доведуваат представници од странство да не убедуваат тука како да ние сме стартирани, како да не сме умни, ние не знаеме што треба да се прави, не знаеме ништо што треба за нашата држава. Веќе ние преку глава, народот, пензионерите гладуват,
Ајде сега нека земеш од 12.000, 5.000 динара кубик дрва. Како не се срамат? Па дури сега слушам не знам на која телевизија дека и најдат на децата со посебни потреби и собрение на многу деца со време парите што се дават. Па срамота е во ово, нема во ниједна држава наша. Нема што да кого да критикуваме, да човек нема веќе израз, нема зборови. Правиене дека сме анемични, дека сме забравени, дека сме не знам какви още што мене направи. Како го, на шо личи, како да они се знаат. Вие криви, другите секогаш прифрлав на друг кривицата, дека се другите криви. Во ово нема никаде, народот веќе не може да издржи стварно пред на 80 години да излезе да штрекува на тоа сонце, како нема чувство човечко. Тоа човечкото у него нема веќе, како да се вон земјани. Фала многу и пријатно. Ви благодарам и пријатно, ви посакувам убав ден. Инаку од полноќ ноќеска имаме нови цени на горивата. Заклучно со денеска 19.9, малопродажната цена на моторниот бензин Евросупер 95 изнесува 90,50 денари, Евросупер 98 изнесува 92,50, додека евродизелот е 87 денари по литар. Да се надеваме дека нема ова често да ви го кажуваме и дека нема често да се случува вакво покачување на горивата како што беше пред година и половина, кога навистина врсите ова делуваше толку многу стресно и толку многу непријатно, што многу од луѓето кои што ги познавам ги оставија автомобилите паркирани и наоѓаа алтернативни решенија како во сред зима да стасаат онаму каде што мора да стасаат на работа и на било кои други места. Добро утро му велам на следниот гледач, повелете. Добро утро, Сузе, поздрав до тебе. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Вака, рисот е на Пелистер, сите планини се промашија, а што се однесува до Чебрен, имаше 13 тендери, ама на еден од тие тендери, издава фирма, што сега ја доби градбата, конкурираше со понуда од 300 милиони. И 28% учество на ЕСАМ. Сега е милиарда со 33% учество. Толку е, значи, околу таа приказна колку било, што било и галиите се граделе, затоа немало пари. Па не се дресираат магариња сега, и да не се дресираат магариња, исто ки имаше пари. А забораваме заев дека 200 кусур милиони уложи во гасна централа во Грција. Дека Јушев го продаде на грците бизнисот со струја. Некако многу симптоматично 20-та другари влечат на кај Грција. Го дадоа суверенитетот и независноста, така да енергетски зависни да бидеме. Со тие 200 кусур милиони што ги даде заед, ќе се изградеа централи 2 во Македонија. Така да не кажуваме приказни, се е јасна приказната што се случува во државата. Продадоа малцинства, продадоа историја, продадоа географија, све што можеше. Тие се продавачи, почнаа со пиперки патлиџани и продолжија со идентитет и со други прашања. Катастрофа, само пензионериве што не им загубаат сите. Има 150.000 пензионери, имаат од 15.000 надоле. Тоа е сиромаштија невидена, не може да останат луѓето. Во која држава штрајкуваат студентите за право? Ова што се случува во Македонија се случува прв пат. Сите работи што се случуваат, прв пат се случуваат во некоја држава. Значи, нешто не е нормално со државата. Дали е експериментална држава, па се гледаат што ќе се случи, како се однесува народот, како експериментални глупци не третираат. Ама додека има вакви бранители, тоа ќе ни се случува, додека народот комплет не се освести, а еве почнува веќе по Европа, во Чешка сегде да се освестува народот, што прави Европската заедница. Така кај нив ќе се средат работиве, а кај нас ќе си паѓаме подолу, и што е најлошо, ова изгледа нема дно. Сама мислев дека секој ден ќе помисли дното е стигнато, оно се отвара ново дно. Ама
уште еднаш ќе кажам, секој народ има влада каква што заслужува, ни подобра, ни полоша. Так, ви благодарам многу, ве следев со многу внимание, секој збор ви беше на место и јас често пати размислувам каде е дното, само што ќе помислам дека го допревме дното, тоа уште подолу, уште повеќе заглавуваме. Инаку во поглед на тоа дека ни ја продадоа сувереноста, сега сакаат да ни ја продадат и независноста, јас мислам дека ние сме толку зависни, што позависни не сме биле никогаш порано во историјата од како постоиме како народ, како нација, како земја. Така да, за жал, не сме независни, туку сме многу зависни, подчинети и многу уште нешто, но ајде да не зборувам и да не го трошам вашето време. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро утро, Шехерезада, како сте? Па не сум добра да ти кажам, овие 2 дена работев кај жена и се утепав од работа, кречела. Полека, штедете се колку можете, штедете се. Ама не може, не стига, верувај ме, поише си трошам енергија, плаќаш за лекови. Да им докажам на луѓето, еве мене пример. Зошто за време Југославија сме останале така, ја не ја напаѓам цела Југославија, него Македонија. Не воделе евиденција, не воделе, немале добра стратегија и Војко Владика, ајде ти ке работиш таму, ти и вамо и така се овозможили, а овие пензионери им беше добро за време Југославија, тие 10-15 години што работеле, а не размислувале дека друг систем ќе има други закони. Ние мислевме дека ќе биде тоа, беше добро. Бесплатно здравство, бесплатно школо. Да, нешто се плаќало и во школото, ама не толку како што сега. Сега кој има пари ќе учи, а кој нема ќе остане слеп. Еве ви, браќа македонци и сестри, што не доведоа од транзицијата навака. Од почетокот се крадело и, добро кажал господинот, во дно. Се повеќе во дно се оди. Многу жалам што немам деца, тоа ми направи Југославија да останам така, ама сега сум среќна што во вакви време да имаш деца е катастрофа. Многу млади се заминуваат од Македонија, а тоа не е во ред. Зошто го велам ова, ако немаш твое дете до тебе, не ти треба деца. А Запад размислувало за ова, не раѓало деца само да идат други народи да работат кај нив. Сузе, да ти кажам нешто, ова немало стратегија. Зошто велам? Овие работи требаше уште од почетокот да ги учат народот што е овој и каков е овој систем. Значи сите владетел, не е само председателот, не е само... немаме закони како што треба. И народот, мене ми е драго сега студентите што излегоа, не само за ова. И професори, и наставници, они треба да земат во своји раце ова кога нема кој да ги води народот, без обзира од која националност. Сите патиме, јас еднаш бев за пензионери за овој штрајк, ама ја не сум пензионерка без сусе. И да ме праша некој како ќе одговара. Да. Што да кажам? Ајде, нека ми каже некој што да кажам јас што сум останала како средно образовани, за една хигиеничарка немало работа за мене. Во мојот мил град, каде што сум родена, каде што се школува и да останеш без работа, дојде и си не сакам погрешно да бидам сватена затоа што еве вака тоне. Благодарам, Шехерезада, истекоа 3 минути. Жалам за сите неволји со кои сте се соочувале. Сакам да верувам дека ќе се најде чаре и за таа категорија на граѓани како вас и токму заради тоа и ги отвараме ние овие теми кои што ги отвараме секое утро. Имаме со многу кратко време за уште еден гледач да вклучиме, минута и половина. Повелете. Сузе, добро утро. Добро утро. Ќе бидам краток како што и времето. Повелете. Ова Чебрен што спомнуваме. Јас сум човек од 70 кусур години. Чебрен, јас го имам слушано од нашите родители,
кога тие кажуваат Чебрен, 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 па и ден денеска го градиме Чебрен. Ова е некоја реклама сега пред избори и да видиме кој појаки. Чебрен не бидува. Ако ние бевне паметни ни помали електрани како што има претходниците што каже. Па че имам не се и сешто. А ова реклама Чебрен нема никогаш да го има. Дај Боже да го имаме, ама нема да го имаме. Е така, слушам и дури во досада ми е, затоа што ги имам слушано пред распадот на Југославија. Так. Така. Ви благодарам многу, благодарам и за разбирањето. Знам дека понекогаш секундите ви не ви достигаат и минутите да се доискажете, но бевте коректни и ги прифативте нашите минута и нешто за вашето јавување. Еве до 7:30 ќе кажем, само имаме една информација од јавното предпријатие Водовод и канализација. Не известуваат дека денеска поради промена на затворачиот F125 мм и 100 мм на улицата Осло број 15, а прекинато ќе биде водоснабдувањето и ќе немаат вода поточно корисниците од улицата Осло, улицата Будимпештанска, улицата Душко Бојковски, Бањалучка, Љубица Ѓоргиева улица, Урош Ѓудовиќ и дел од улицата Женевска. Од 9 часот па се до завршување на интервенцијата. Се однесува за улици на потегот во општина Карпош и верувам дека еве ова предупредување и подсетување ќе биде корисно за сите оние на кои што водата им е неопходна, особено во предпладневните часови, доколку сте дома и доколку планирате нешто да правите. 7 часот и 30 минути е точно време да ги послушаме и да ги погледаме, се разбира, најновите вести кои што ги подготвија колегите од информативната редакција и се враќаме со сите останати содржини кои што ви ги должиме по нашето сценарио. Седум часот и 37 минути е. Верувам дека сите вие кои што го стартувате работниот ден од 8 часот веќе сте подготвени, но ви е неопходна некоја информација плюс за тоа каков ќе биде денешниот ден. Денешниот ден се до 14 часот ќе биде стабилен, сончев со убаво време, температурата во моментов изнесува 18 степени над нулата, а многу повеќе за каква е состојбата на патиштата, граничните премини, фреквенцијата низ нашава земја, ќе ни кажат нашите пријатели од Автомотосојузот. Поточно на линија ова утро го имаме Владимир Атанасовски. Добро утро, среќен ден и повелете со најновиот извештај за ова утро. Добро утро и благодарам. Утринава на сите државни патишта сообраќајот се одвива непречено, суви коловози со оглед на поволните услови во моментов. Ќе препорачаме само повнимателно управување со возилата преку повисоките планински премини и низ клисурите. Постои можност од појава на мали и поситни одрани. Да се внимава и на патниот правец Скопје граничен премин Блаце, каде поради санација на тунелот има поставено соодветна сигнализација и сообраќајот се одвива со наизменично пропуштање на возилата. Во моментов има умерена фреквенција на возила на патните правци надвор од градските средини, на граничните премини нема подолги чекања за влез и за излез од државата. На сите оние што ќе патуваат им посакуваме среќен пат. Нашиот телефонски број за вакви и слични информации е 15555. Тоа е утринава, за сега се од информативниот центар на АМСМ. Ви благодарам многу. За некои 6-7 минути ќе имаме нашата Ивана на линк во живо, но до тогаш имаме можност да вклучиме уште двајца гледачи на една од трите теми кои што ги искреиравме за денеска. Првата се однесува на пензионерите, втората на тоа дека Ахмети се отвори и рече нема никаков договор со ВМРО. ДПМН е јасно, кажа дека се против бугарски диктат. Така и Мицковски беше против новиот кривичен законик, а третата е дека и студентите по право кажаа не за кривичниот законик. Измени во кривичниот законик. Добро утро за следниот гледач. На едната линија имаме прекин, да се надеваме дека нема да биде прекинот и на втората линија и дека сепак имаме можност да ве вклучиме вас, бидејќи знам колку мина од вас упорно се трудите да не добиете скоро секој ден и тоа е право на секој еден од вас да го искористи. Добро утро. Добро утро, Сузе. Добро утро, повелете. Добро утро до Алфа и гледачите на Алфа Ацо Геневски. Ви благодарам. Ацо, повелете. Што да се каже,
нервозите се големи, пензионерите си патат и нема кој да повлече. Значи, штрајкот, ако се собере масовно, мислам дека ќе има корист. Некој ќе ги види тие нервози кај пензионерите поради нивното стварно патешествие во старите изминати години, каде што треба во тоа време да бидат спокојни, да имаат храна, да имаат лекови на време. За жал, сето тоа го нема во моментот. Не е случајно тие штрајкови, така да апелирам на тој штрајк да излезат сите кои што може, колку може, да се покажеме како лојални граѓани на оваа држава. Не само да има за оваа власт што е нечовечна, бездушна и не знам какви зборови да кажам да не навредам некого, ќе ги замолам уште еднаш да излезат сите. И Сузе, би те замолил да запишете мојот број на телефон и барам уредникот на вашата утринска да ми се јави. Имам една историја приказна да ја образложам, сакам да излезе од вас прва. Ви благодарам многу за тоа што нам ни го давате правото да бидеме први во нешто. Ве молам, оставете го вашиот број, колегите од режија ќе ни го достават нам и на нашата уредничка. Се разбира, јас не сум сигурна дали имаме гледач. Режија, дали ја имаме на линија? Има. Имаме, така е, добро утро. Да, овде е баба Роска. Како сте ни, баба Роска? Ја добра сум, касно го пуштив, ама одмah доби, тоа е чудо нешто. Среќа. Па што да кажам, Сузе? Како сте ни вие со оглед на тоа дека пензионерите ни се во првата тема ова утро? Како живеат нашите пензионери, баба Роска, во Па ќе ти кажа како живеат. Сузе, јас имам 35 години стаж. Пензионерски стаж, браво. Да, пензионерски, со 15.000 живеам, а слава Богу не сум само со нив, а еве вчера баш сакам да добијам да кажам, не мога да добијам денеска, добив ќе кажам. Вчера син ми донесе една лубеница, така поголемка, и 2 динчиња како една песница. 500 динара. И викам, сине мори, а овие се само со 15.000 моричено, тие дали ќе каснат линя или лубеница по едно парче у цело лето. И се расплакам, ги ми очи. Па ова е страшно нешто, мори Сузе. Па нели ги е греш, нели ги е жал. 35 години да работиш, да плаќаш и на крајот да немаш ни за лубенче, па многу има и за лепче немаат. Па тоа е греота и срамота. Ја не знам кај ќе не одат душите на вие наши политичари. Па дали ми е сладко они што го јадат тоа. Ама кога и тога ќе се одрази тоа и ќе се врати, на најмилото ќе ни се врати. Господ забава, ама не забрава. Срамота е ова што прават. И навише ќе зборам за пензионерите. Това што го кажав, добро е. Сега кажи ми ја другата тема, зашто ја касно се уклучи. Другата тема е за тоа дека и студентите по право крена глас против измените на кривичниот законник. Па имат право студентите, па што има оваа држава, право или убаво нешто? Не студенти, не здравство, не све напокон да не ги редам. И секој ден истото го кажуваме. Ама јас секој па барам да од нив некој да биде до тебе, со него лично да разговараме. Да видиме тој што ќе не зговори. А не Ковачевски да ми искаче да се пали света крижи в Македонија. Не е тоа тачно. Македонија е тажна слика. Нешто со пушка, со пенкало не ништа ти готово. Крај. Секој пензионер што се јаве.
те што нема да јаде и да пие и плаче, плюс и нервоза се пуне. Значи, они на тој начин сакат, еве сега женама се јаде лед, дали може некое срце да не се расплаче? Да. Ајде, кажете. Да, тажна и потресна сцена. Сузе, многу пати реков, не покажувајте, тоа е страшна слика. Но тоа е наша реалност, баба Руска. Многу ви благодарам за денешното јавување. Бидете ни здрава и жива, пријатно. И не заборавај на обеќањето. Да, ќе ги екипираме колешките и се разбира ќе си реализираме ние средба кога ќе дојде денот. Јас верувам дека таков ден ќе дојде. На линија веќе ја имаме нашата Ивана, која што ќе ни каже многу повеќе информации за првата апликација на македонски која се однесува за сите наши македонски трудници. Ивана, среќен ден и добро утро ти посакувам. Среќен и убав ден, Сузе, и на тебе и на сите гледачи кои што ова утро се добро утро секое утро. Ти посакувам и ти да си имаш еден од поубавите денови кои што можеби си ги имала досега. Се надевам дека тоа ќе биде така. А да, споменај ти за она за што ќе зборуваме утрово. Дефинитивно еден од најпосакуваните па и најбавите моменти на еден пар е доаѓањето на новиот член на семејството, особено кога се работи нели за прво дете. Некако овие денешни мајки, да ги наречеме така посовремени мајки, денеска некако се разликуваат од оние мајки во минатото, па така ги следат трендовите кои што ни доаѓаат од запад. Па мајките се повеќе ги користат мобилните телефони, мобилните апликации, интернетот, за да си прочитаат нешто за бременоста, за бебето, како треба да се однесуваат, што треба да јадат, во каква форма е бебето и слични работи кои што досега ни беа достапни на англиски апликации, но за прв пат имаме и апликација која што е на македонски јазик за трудници и за сите оние кои што, еве, верувам дека ќе искористат сите оние мајки кои што сега се бремени, односно ќе бидат идни мајки. Повеќе детали за Мама МК и за ова апликација која што за прв пат е на македонски јазик, ова утро дознаваме од Сандра Гакидев. Сандра, ќе ти посакам добро и убаво утро и тебе. Добро утро, мило ми е многу што ме поканевте и да зборувам за првата апликација на македонски јазик за следење на бременост. Јас сум инаку Сандра Гакидев, меѓународно сертифициран едукатор за подготовка на родители и сертифицирана дула за раѓање и постпартум. И ја создадовме првата апликација на македонски јазик која е воедно и бесплатна за идните мајки да можат на еден интересен и забавен начин да следат бременоста и растот и развојот на бебенцето. Целта на оваа апликација ни беше баш мајките да им биде интересно да го следат развојот на бебето, значи како се развива бебето, како се развиваат органите, како се развиваат сетилата на бебенцето, значи сето тоа го опфативме за секоја недела од бременоста. И зошто е толку интересна оваа апликација, бидејќи направивме на мала споредба на растот, односно големината на бебенцето за секоја недела со различни овошки и зеленчуци. Значи, например, во 9-та недела мајките може да видат дека бебенцето од прилика со големина на мала црешичка, понатака околу 20-та недела со големина на банана, 39-та недела со големина на лубеница и така на еден интересен начин да го следат растот и развојот на бебенцето, а освен тоа ставивме и една статија, значи секоја недела мајките да можат да читаат што се случува со нивното тело, нивните промени, какви симптоми доживуваат на физички план, на емоционален план, кога започнува да се познава стомачето, значи кога почнуваат првите движења и така мислиме дека опфативме доста корисни и интересни информации во самата апликација. Да, и тоа како значајни за сите оние кои што и во моментов се бремени или пак наскоро нели планираат својата бременост, да им објасниме само малку подетално каде можат да најдат, спомена дека е бесплатно, како можат да си ја превземат апликацијата? Апликацијата моментално достапна на Google Play под име Мама Пренатал или апликација за следење бременост во план и изработка и за iOS. Наскоро се надеваме.
Да, Сандра, како дојдеве ти до идејата? Дали може би вие кога имавте бременоста, тоа беше потикнели за да направите апликација на македонски, затоа што до тогаш немаше па и имаме нели жени кои што па и не го владеат толку англискиот јазик, па не може да ги користат сите оние апликации кои што се бесплатно достапни на англиски јазик. Така, баш така, идејата дојде кога јас бев бремена со првото дете и користев ваква апликација на англиски јазик, односно користев повеќе апликации кои пробавме да ги вклопиме сега во една апликација. И кога станав всушност едукатор за подготовка на родители и трудници, нели да држам едукација на трудници, знаев дека првиот чекор понатаму, освен веб страницата Мама МК, ќе биде и апликација каде што мајките ќе можат да ги најдат сите оние интересни информации на купча, значи во една апликација. А освен тоа гледав и да вклопам повеќе алатки во една апликација. Всушност во апликацијата освен нели овие работи што ги набрав, имаме и други алатки како на пример апликација за следење контракции, апликација за следење на тежина во текот на бременоста, апликација за следење на движењата на бебенцето во бременоста и едно многу интересно за мене, листа на имиња за момчиња и девојчиња, значи доколку родителите се уште немаат избрано именце, ета можат на нашата апликација да видат некои идеи ако им се допаднат. Да, верувам дека и тоа како ќе искористат сите оние кои што еве во овој период очекуваат деца, но и војнина. Сандра спомена дека ти користиш, односно си и едукатор, односно правиш работилници на трудници и на родители, па може ли да не кажеш нешто повеќе за тоа? Да, значи како што споменав, јас сум сертифициран едукатор за подготовка на родители и всушност преку Мама МК имаме направено неколку курсеви за трудници и за родители, односно нели идни мајки и татковци. Целта на ова ни беше да ги подготвиме идните родители на еден интересен начин и да ги ставиме сите информации на купча. Па така најпрво го основавме курсот за трудници кој има за цел да ги информира околу бременоста, породувањето, негата на бебе и доењето, а од оваа година направивме уште неколку нови курсеви, односно за овие курсеви се за оние кои се веќе родители и на бебенца до 1 година, значи направивме курс за развојот на бебето од 0 до 6 месеци и од 6 до 12 месеци. Внатре има многу интересни теми, значи навистина има што да научат родителите за овие први месеци од животот на бебето. Да не биде дека нели зборуваме само за мајките и за бремените жени, тука еве да се вклучат и татковците, затоа што сепак нели се и тие дел од семејството и тие нели треба да работат со своите деца и да учествуваат нели во растењето и во развојот на бебињата. Сандра, што најчесто ги интересира еве трудниците, мајките, кои се оние најглавни прашања кои што често се повторуваат и ти ги поставуваат? Интересно прашање. Често добиваме прашања од трудниците. Највеќе прашањата доаѓаат за негата на бебе. Значи како да се грижам за бебето, што нели е правилно на некој начин, како да го капат, како да менуваат пелена, некои такви и основни работи. Но исто така и многу прашања за самата бременост во однос на здрави навики, но мислам дека она што има најголем фокус е самото породување. Значи како тече породувањето, кои се фазите, како некако да се подготват полесно да поминат низ породувањето, низ целиот процес на контракции. Мислам дека тоа е нешто што навистина ги интересира. Да, Сандра, ти си една, може да кажам, со право од ретките кои што еве јас ги знам и сум ги запознала, што имале безболно породување, па токму за тоа ги учиш нели сите оние мајки кои што ќе се пријават на некоја од работилниците, но кој е фидбекот од после породувањето, како ќе имаат нели жените и мајките безболен пораѓај? Па всушност не знам дали нели добиваат еден безболен пораѓај, тоа зависи искуствено од секоја мајка, но всушност премногу препораки добиваме назад, значи добиваме еден многу голем фидбек. Да речам дека скоро секоја мајка која учествува на курсот потоа ни се јавува да ни ја каже својата приказни, тие приказни ги споделуваме и на нашата страна и на нашата Инстаграм страница и така да идните мајки можат да ги читаат овие искуства и да ги видат препораките за курсот, дали навистина им помогнал, не им помогнал и како сето тоа се одвивало. И ајде да откриеме некои работи од работилниците, од курсевите, па и од апликацијата, кои се оние клучни или неколку работи кои што треба да ги направи мајката пред породувањето.
Да, баш интересно прашање. Најпрво би рекла дека би требало да се едуцира, бидејќи што повеќе знае, што повеќе информации има, толку ќе биде поспремна и поподготвена за самото породување, а исто така и психички да проба да се спреми, да се одмори на еден начин пред да дојде бебенцето и полека да се подготви за самиот чин, зборувам пред самиот крај на терминот кога доаѓа пред самиот крај на бременоста, сето она што треба да го подготви за бебенцето во смисла на торбата за болница, се она што треба да се купи за на тој начин да биде поспремна и посмирена за доаѓањето на свет на бебенцето. Да, Сандра, се надевам дека на уште многу идни мајки ќе им помогнеш со твоите работилници и курсеви за да имаат безболен пораѓај, но и со користењето на апликацијата и со сите останати курсеви кои што ги имаш, дека ќе им помогнеш во да имаат најдобра грижа за своите најмили. И уште за крај, дали можеби во блиска иднина се планира, имаш организирана некоја работилница? Да, моментално во тек е една работилница, таа за справување со страф од контракции, од болки и од самото породување. Сметав дека ете мајките понекогаш доживуваат некој страф од самиот чин или тоа го гледаат можеби малце уплашено и на тој начин сакав да им дадам поддршка преку ова работилница, па така да сега со мајките моментално го работиме на тој процес и како да им дадеме поддршка полесно да се подготват за самото породување. Сандра, ти благодарам уште еднаш. Еве, навистина мислам дека доближивме малку повеќе на сите оние кои што имаат мали бебења или пак во иднина планираат да станат родители, како може да искористите оваа апликација и од каква корист се токму овие курсеви и работилници кои што ги организира Мама МК. Сузе, ве поздравуваме од тука, се гледаме наскоро со второто линковско вклучување. Благодарам, Ивана, многу. Верувам колку радост внесовме во домовите на секаде каде што се очекува бебе и посакувам среќни и радосни денови на секоја наша трудница која ги оди сите фази на бременоста. Време е за реклами, а веднаш потоа ќе ја пречекаме нашата гостинка. Време е за нашите гости, а првиот дел од гостите ќе го најави нашата веќе вам позната гостинка, многу често наш пријател и дама која што ни дава совети за разноразни психолошки состојби. Ни доаѓа од Центарот за ментално здравје, магистар по психолошки науки и сертифицирана е во областа на гешталт терапијата. Дора Попова-Узуновски, добре ни дојдовте во утринската на Алфа. Добро ве најдов. Да. Ве фативме токму на денот кога ја организирате онаа Zoom работилница за справување со анксиозност и панични напади, состојба за која последниве години толку зачестено се слуша, се чита, се говори, се коментира. И ми се наметнува веднаш прашањето дали анксиозноста постоеше некогаш или само денеска доби име, или ја добивме во овој современ начин на живење. Значи, анксиозноста за да се создаде кај личноста, таа е резултат на неколку фактори. Прво прашање се карактерните особини, после имаме дали личноста доживеала некоја ситуациона травма, дали имаме некоја развојна травма, каков квалитет на живот живее, дали има некој период каде што имало поголем стрес, фактори. Дури онака мали ситуации може да бидат мини стрес фактори, нели да се прелее чашата од капка по капка, па на крај да се случи таа анксиозност. Така што, нели прашањето дали порано постоела анксиозност или не, може би порано, значи постоела во некоја друга форма, бидејќи кај менталните состојби, кај менталните болести, многу клучно влијание игра општествениот контекст. Значи, одреден општествен контекст во услови на одреден социјален момент се создаваат психолошките болести и состојби. Например, порано, пред, да речеме, 20 век, таму негде во близината, нели 18 век, 17 како се враќаме назад, една позната состојба била хистеријата кај жените која што се јавувала. Например, дури почетоците на психотерапијата и психоанализата се така започнати, кога Зигмунд Фройд нели ја забележал масовната хистерија која што повеќе се јавувала кај жените и така нели била третирана. Сакам да кажам, низ годините, низ вековите, секој општествен контекст ствара нели своја типична ментална
индивидуална состојба. Сега нашата денеска е нели онаа типична анксиозност, панични напади, депресијата исто така е многу присутна, која што во голема мера е резултат на неколку фактори како што сега ги споменав, меѓутоа ќе ги разложам малку. Значи, обично големиот стрес создава едно такво доживување на анксиозност, на притисок. Бидејќи анксиозноста значи висок притисок дека се случува во личноста и дека таа не може да контролира одредена ситуација. Поготово луѓе кои што се склони да повеќе контролираат во животот, нели ако да претпоставиме дека ова е ситуацијата која што треба да исконтролира личноста и сега ситуацијата и бега од контрола. И тука личноста развива таа анксиозност. А денеска во нашето опкружување, нели во оваа денешница во која што живееме, каде што има многу стрес фактори, тешко им е на луѓето да може да опфатат се да контролираат во нивните животи, бидејќи некако постојано има многу голем извор на информации, постојано има многу настани во секојдневието, многу изложености на секакви фактори кои што на луѓето им ствараат голем притисок и стрес во нив самите, па нели да можат да контролираат, да можат се да контролираат околу нив. Так. Пред да ве прашам што се можат да добијат како бенефит на работилницата денеска, да ни кажете прво како да ја препознаеме. Знам дека за ова многу често е говорено, но некогаш ние сакаме сами да си најдеме одговор на прашања кои не мачат, па не бараме поддршка и поддршката доаѓа или помошта кога можеби веќе сме завлегле ние во длабока фаза на некакво психичко нарушување од кое и потешко се враќаме назад. Како да ја препознаеме анксиозноста? Добро, значи типичните симптоми на анксиозноста, тие што ја почувствувале, многу добро знаат дека она потење на рацете, забрзано срцебиење, забрзано дишење, чувство на губење воздух или пак во екстремни моменти, нели паничниот напад кој ќе дојде, веќе тука личноста има чувство дека губи толо под нозе, дека ќе се онесвести, често има и вртоглавица во тој момент. Никаде. Да, значи паничниот напад доаѓа ненадејно. Од друга страна анксиозноста се толерира некако тивко. И сега тука има варијации во интензитетот на симптомите. Некои луѓе значи чувствуваат повремено, во некои ситуациски моменти поголем степен на анксиозност, некои други постојано имаат некое чувство на блага анксиозност која што им се проткајува низ деновите и така натаму или така живеат, меѓутоа се се уште функционални. Од друга страна имаме луѓе кои што буквално се блокирани од анксиозноста, од симптомите и им е многу тешко да го прогураат и тоа секојдневие кое што го имаат. Па често завршуваат, нели пред да дојдат кај нас, мислат дека имаат некои други болести. Одат на кардиолог, одат на лекар, бидејќи анксиозноста може исто да предизвика и симптоми во стомакот, нели тоа зголемени физиолошки потреби и така натаму, одат на такви специјалисти да ги проверат тие состојби и некако ние сме последни. Веќе кога нема ништо, кога ќе исклучат се, тогаш се одлучуваат нели да побарат психијатриска или психолошка помош, односно психотерапија за да го третираат проблемот. Така. Што се ќе добијат сите оние кои што ќе се вклучат или досега веќе се вклучиле, си го резервирале своето место за денеска во 18 часот на апликацијата Zoom? Така, тоа што ќе го добијат, прво ќе се работи со секој член индивидуално, групата е мала, значи целта на овие групи е да, бидејќи ако биде многу голема групата, ќе не може да се работи индивидуално со членовите. Така да групата е мала, од прилика некои 5 до 6 членови има, тоа е многу добро за нив. Ќе добијат можност да го истражат коренот и потеклото на својата анксиозност, кога таа почнала да се случува во нив, како се развивала, што во тој момент во нивниот живот се случувало, со кои настани може да ја поврзаат или можеби ќе им биде тешко да ја поврзаат. Ако им е тешко да ја поврзаат со одредени настани, тогаш најверојатно станува збор за некоја развојна траума, за некоја незадоволена базична психолошка потреба на нарушено чувство на безбедност, уште од раното детство можеби која што влече, сето тоа ќе имаат можност да го истражат кај самите себе и после ќе добијат насоки и техники како би се справиле нели со чувството на анксиозност, но и многу корисни медитации кои што ќе може да ги применуваат нели во нивното секојдневие. Така. За сите оние кои што не сте се вклучиле, но имате потреба да го направите тоа, или имате некој близок кој што се справува со вакви состојби, имате време се уште до 18 часот, само одете на Facebook, напишете Центар за ментално здравје на Центар за ментално здравје Дора. Така.
и ќе ги најдете сите неопходни информации, податоци како веднаш тоа да го сторите, за да можете вие да пробате да си помогнете самите себе си, бидејќи секогаш првиот чекор е од нас самите. Така. Ако ние самите не се соочиме дека ни треба помош, тогаш никој не може да ни ја пружи таа помош. Има ли поврзано нешто дора со гените? Можеме ли ние да ги наследиме овие состојби од некои од нашите предци, од мајка, татко или некој поблисок кој што имал чести такви панични напади? Значи, тука има два момента. Значи, може да биде, тоа се вика психогенетско наследство. Меѓутоа, не станува збор за оние гените внатре во телото. Туку станува збор за тоа што нели начинот на кој што родителот, на пример, се справува со одредени ситуации, ако има развиена анксиозност, многу веројатно дека и детето ќе ја развие, бидејќи ќе го развие истиот начин на справување со ситуации во животот како родителот. Тоа некако, затоа луѓето мислат дека е наследно, меѓутоа тоа не мора нели она буквално да е наследно на гени на ниво на тело. И од друга страна, има личности каде што имаат изразен оној симпатички нервен систем и кај тие може да бидат едноставно физиолошки посклони на тоа да развијат анксиозност, меѓутоа повторно не мора да значи. Нели ако личноста има развиено здрави механизми на справување со ситуациите во животот, тоаш може да не ја развие таа анксиозност, иако може да постои подлога во неа. Така. Дора, имате повеќе годишно искуство во ваквата проблематика и верувам дека во вашиот центар за ментално здравје, Дора, поминале многу клиенти, што од помлада, што од повозрастна генерација. Со кој полесно доаѓате до добар резултат? Со децата, кои што исто така се борат да се справат со анксиозноста, и за жал ги има се повеќе, може би се должи на оваа паметна технологија и отуѓување на децата, оние социолошки контакти, контактите надвор, да се игра на улица, да се игра пред врата или и да се играме кукли или било што друго, она што девојчињата и момчињата си имаат своји игри, се разбира во минатото го правеа, тоа веќе како да не се прави, ми се чини, така нели? Така да, за жал, се повеќе и кога доаѓаат родители во работата со деца, слушам за тоа како едноставно децата не се дружат. Нели едни меѓу други. Секој сам со својот телефон седи едно до друго. Не си одат на гости, значи не се ги нема, значи тие дружби како порано, на пример кога ние во моето време, значи јас кога сум излегувала, сме спиеле едни кај други, другарки, па такви ноќни собиранки, па нели по цел ден сме биле тука во малото на улица или каде и да е. Меѓутоа, да, за жал тоа денеска е помалку присутно. Се уште е присутно, не дека го нема, меѓутоа нели зависи и од ставот на родителите за тие теми и од децата какви се. Инаку кога станува збор за анксиозноста кај децата, таа е малку потешко препознатлива, бидејќи детето како дете до одредена возраст, до некои 10-11 години, му е тешко да објасни што му се случува. И тоа самото кај себе може да не е целосно свесно за тие симптоми. Бидејќи кај него не е развиено тоа апстрактно мислење, значи да може здрав увид да создаде, да свати дека има таа анксиозност, меѓутоа родителите тука можат тоа да го забележат. Начини на кои што родителите би ја забележале анксиозноста кај децата е, значи, ако детето почна да се повлекува во себе, се изолира некако, одбива да разговара, се забележува некоја вознемиреност, растрепереност, немир кај него. Значи, тоа се некои првични симптоми што може на родителите да им бидат аларм дека може би нивното дете развива анксиозност. Од друга страна, нели најдобриот резултат за третирање на анксиозноста не го имаме во зависност од возраста, туку го имаме во зависност од тоа во која фаза дошла личноста со развиената анксиозност. Да. Ако, на пример, сега доаѓа клиент кој што 5 години ја носи анксиозноста кај себе, сигурно дека ние тука имаме многу повеќе материјал за травма, значи веќе внатре и физиолошки, невролошки интегрирана анксиозност. И тука на нас не е многу битно да вклучиме покрај психотерапијата и психијатар, мора да има и фармакотерапија. Од друга страна, клиент кој што дошол, да речеме, у некоја фаза што е уште почетна 2, 3, 4 месеци, тука имаме многу поголеми изгледи за успех, за многу побрзо време и да помине без медикаментозна терапија. Одлично. Медитацијата, кога ќе се спомене за третирање за многу разноразни состојби, секогаш
повеќето луѓе дава некаков отпор, бидејќи луѓето мислат дека медитацијата е нешто многу досадно, нешто многу несфатливо и нешто што навистина е само џабе потрошено време. Колку медитацијата и свесното дишење помага во справување со ваквите состојби? Така, да, се согласувам, или често пати медитацијата поврзуваат со некои ненаучни, духовни... Забегани некакви ситуации кои... Меѓутоа не е така, значи, веќе има научни истражувања кои докажуваат дека медитацијата и како е лековита, зошто бидејќи ние со медитацијата тоа што го правиме е да го смениме чувството на немир во личноста, да може да произведе самиот организам на невролошко и на физиолошко ниво други емоции кои што ќе се поврзаат со други внатрешни физиолошки процеси, бидејќи негативните емоции на љутина, на тага, нели на таа анксиозност, на тој немир произведуваат едни физиолошки процеси, меѓутоа смирувачките емоции предизвикуваат други физиолошки процеси во телото. И со медитацијата ние уствари тоа сакаме да го постигнеме. Значи на невропсихолошко ниво да се активираат други процеси во организмот, бидејќи централен нервен систем е тој што управува со сите други системи во телото. И затоа кога тука ќе направиме една друга емоција, еден друг процес кој што ќе протече во личноста, ќе се намалат многу симптомите. Затоа и дишењето не е многу важно, но и медитацијата што иде со тоа. И предпоставувам многу важна работа за ваквите состојби е излегувањето од дома, пешачењето, контактот со природата. Да, инаку не се препорачува многу на типична аеробна активност, например како трчање или како аеробен тренинг, бидејќи веќе телото кога е изложено на анксиозност, веќе функционира како да е на таков напор. Така. Јас предпоставувам дека ги охрабривме сите оние кои што не нашле за сходно или немале доволно самодоверба да побараат помош и поддршка, еве нека биде чекорот од тука, од овој момент. Обидете се, истражете, не со 2-3 клика можете да дојдете до информацијата и да се пријавите и вие да учествувате на вечерашната работилница на апликацијата Zoom и да си најдете, да си прушите само помош едноставно, бидејќи, како што кажа и Дора, ова анксиозност ако се расти подолго време, навистина е многу потежок патот за враќање назад. Посакувам многу среќа на денешната работилница и со некои следни теми и содржини повторно ќе им бидеме поддршка на нашите гледачи. Договорено? Договорено, благодарам уште еднаш за поканата. И благодарам и вам за гостувањето. А некаде 8 часот и 30 минути точно време за најновите вести. Од темите кои што ги третиравме со првата наша денешна гостинка, отвараме малку поведри, поубави, пораспеани теми. Музиката е секогаш нешто кое што го подкрива нашето расположение, а концертот кој што утре ќе го најавиме премиерно за прв пат, всушност ја отвара прославата на 30 години успешна дипломатска соработка помеѓу Македонија и Германија. Двајцата млади луѓе не само што сте млади, туку се и врвни во својата работа, познати пијанисти, се наши денешни гости. Од мојата десна страна ги поздравувам и ги најавувам Арда Мустафа Оглу и Леви Шехтман од Германија. Добро утро и добре ни дојдовте во утринската. Добро утро, фала ви за прекрасната најава, ги поздравувам сите гледачи. Благодарам, прекрасна најава. Ти благодарам и тебе. Посебно имам емоција заради тоа што како вчера да беше кога беше малечко детенце и прв пат на еден друг медиум говоревме за еден твој голем успех. Денеска двојно повеќе сум среќна што те гледам вака веќе момче големо покрај еден многу успешен млад пијанист кој што и низ Европа и низ Германија е многу познат, особено по неговиот стил кој што тој го негува и го ја спојува класичната музика со хип-хопот, да ја разбие, како што вели тој во едно негово интервју, целата досада која што знае да биде за многумина препознатлива, иако оние кои ја знаат вредноста на класичната музика, знаат и се свесни дека нема ништо здодевно во класичната музика, така? Токму така, да, многу прецизно кажано. И затоа и го почитувам тоа, уште од почетокот на нашето пријателство со Леви. Го видов тој производ што го прави он и ми беше доста атрактивен да можам и јас едноставно да експериментирам во таа насока и тоа многу добро се поклопи. Ова ми е прв пат да влезам, да навлезам во нешто такво и мислам дека е вистинскиот начин и сосема и 20-та се согласуваме за тоа дека треба да се навлече младата публика, исто така и повозрасната публика
за креативноста во класичната музика и така натака. Така, и да се додаде нешто ново. Леви, добре дојде во Македонија. Welcome to Macedonia. Hello. Да, на Леви му даваме право да говори на кој јазик сака, сака на неговиот мајчин германски јазик, сака на англиски јазик, seедно. Како се чувствува. Што беше поттикот, Леви, да се да бидеш уникатен и би рекла помеѓу оние револуционерни млади луѓе, да ја направиш еден ваков голем чекор хип-хопот, да го вметнеш, ние подоцна и ќе чуеме и ќе видиме едно видео во кое што ќе ја видите виртуозноста и посебноста на овој нивни успешен обид да ја создадат 88 димензии, композицијата која премиера, има светска премиера во Скопје утре во камерната сала на Македонската филхармонија. Значи да му го поставиме прашањето. Така, да. What was your main idea of like starting this thing with combining the hip hop and the classical music? I don't think that it was an idea. I think it was like just two big parts of my life, like classical music and hip hop, and it was only a question of time when I will combine it. Не беше идеја за него, туку се две битни ствари дел од неговиот живот и само беше прашање на време, едноставно кога тоа едноставно ќе се случи да он ги скомбинира двете. И двете се битни ствари во неговиот живот, така започнала. Колку време ги подготвувавте овие 88 димензии? How long did we prepare the program for the 88 dimensions? It's a good question. Like, I think we had ideas in the past, like even months ago, which we worked on later. But the main idea we had like maybe 1 year ago. And since then we were thinking about how to create new things, how to do all those arrangements. Да, комплетно се согласувам. Идејата започна дури пред 1 година. И полека ги наградувавме со некои нови идеи, така натака. И се уште е во работа. Мислам, овој проект ќе биде и забележителен во многу други земји. Го гледам тоа веќе, така да е премиерно во Скопје за нашата публика. Премиерна. Ќе биде стварно супер. Така да е во долг процес едноставно и мислам дека креативноста во овој проект е најголемиот фактор за да можат овие едноставно идеи да се стават заедно, хип-хопот и класичната музика. И овој концепт мислам дека има голем потенцијал, тоа што можам ја да го додадам, така да. Едве чекаме да видиме и да чуеме утре, се разбира, како и публиката сето ова ќе го доживее. Имаме едно видео, јас ја замолувам режијата да ги чуеме и да ги видиме нивните дружби во фаза на подготовка и во фаза на она полна креативност на двајца млади луѓе кои што живеат во 21. век и ги знаат сите можности на современата технологија.
Прекрасно, маестрално. Можам само да замислам колку публиката ќе ужива во оваа ваша млада, свежа енергија, во овај модерен начин на кој што ги пакувате нештата. Браво, навистина. И ние ќе уживаме. Така е. Колку 88 димензии се всушност 88-те дирки на црно-белата клавиатура, кои што ви дадоа наслов, еден прекрасно име на оваа композиција која што е ваша. Каде се ќе ја посетите, Арда? Каде ќе ја разнесете оваа композиција, овој проект? Ја би буквално секаде, мислам дека има голем потенцијал, како што кажав, и ми е особена чест што ова го правиме премиерно во Македонија. Особена чест за оваа наша публика и што го правиме тоа без никакви како да кажам, дополнителни обврски за публика, тука едноставно да дојдат и да уживаат во ова заедно со нас. Така да секаде на сите сцени, на сите светски сцени. Тоа е целта. Така, инаку вие сте студенти на престижниот факултет за музика и театар во Хамбург, таму сте колеги. Леви е 2 години повозрасен од тебе, ве гледам и ваши заеднички фотографии. И сте двајцата студенти во класата на пианистката Ана Виницкаја. Да. Колкав предизвик ви е таа и колку ве мотивира на овој начин да ги работите нештата, иако знам дека секогаш професорите и менторите држат до тоа да бидеме на линијата на класичната музика, врв ниво на што го правиме. Да, ја би се поврзал со Леви за ова прашање, бидејќи она е оствари првиот што веќе има навлезено со хип-хопот и класичната музика. И ако ја би може да го одговорам прашањето, а не би сакал, ќе морам да го пренасочам на него. Постави му го него прашање. What is she's asking about our teacher, like how is she seeing this thing of combining this stuff, the hip hop and the classical? How is she reacting to this thing? You know, actually, first I was a little scared because I thought she will not accept it or not welcoming it, but actually she's very cool with it, and she even likes what we're doing, with all the creativity, and she supports it. Ја ви кажал, он вели дека на почетокот да им бил скептичен за се тоа, но полека видел дека она го почитува, тоа и дури не мотивира да продолжи. Мислам дека се уште не знае дека ја навлегов ова. Ќе изненадиш кога ќе се вратите. Да. Во секој случај ова е нешто кое што го градиме ние заедно, така да ќе видиме како ќе. Одлично. Ние сме еден многу топол, многу срдечен и многу гостопримлив народ. Токму така. Колку успеа на Леви да му доловиш за овие 2 дена, само 2 дена сте веќе дојдени од Хамбург тука, колку успеа да му доловиш и што се планираш задолжително да му представиш од нашава земја? Па не сме многу дена тука, така да првиот ден бевме добро пречекани од моите родители. Бевме во еден многу убав ресторан и потоа отидовме во Матка, пошто Матка и многу му се допадна Матка. Вчера јадеше бурек и многу му се допадна бурекот, ми кажа. Така да. He likes бурек. Ајвар, дали Ајвар? Ти му спакуваш една тегла Ајвар или на... Ако е направен сега, не знам дали мама го направи Ајварот или не, или ќе го купуваме, но како и да е без Ајвар, не го враќај назад. Без Ајвар нема шанси, топче гравче. Нели сакам да го прашам колку е запознат со специфичноста на македонскиот ритам и колку често македонскиот 7/8 и 9/8 ритам е инспирација за многу големи музичари во светот. The question is about the Macedonian, about the Eastern rhythm, the Macedonian rhythm, the 7/8, the 9/8 that we are always talking about. Like, what can you say about this? Like, which area do you think that you can dig in this? Yeah, I think it's music. Everyone kind of feels it, because it like makes you dance somehow, and I think one of our next challenges will also be to include a beat to this rhythm, which is not that easy, I think, but yeah, I think it will be like the next
next challenge we will do. При наредното ваше гостување очекувам дека ќе го вметнете и во некоја импровизација или во некој микс ваш кој што ќе го создавате, не само хип-хопот, туку и некоја македонска Токму така тоа, да. Некоја македонска препознатлива мелодија која што и како е предизвик за многу големи музичари во светот кои што и не се македонци. Токму така. Кој е твојот сон во Хамбург? Ти си веќе таму колку години? Мојата последна година во Бачелор. Последната сега, година? Да. Како сега се снајде и како се снајде и во овој свет во кој што многу млади луѓе, наш реален, се обидуваат да ја напуштат земјата, ти со право замина некаде да се доквалификуваш и се надевам дека нема твојата дестинација последна да биде Хамбург. Па јас се што надевам. целиш? Да, кон што целам. Мислам дека јас сум тип кој што едноставно не можам толку прецизно да ги планирам работите, туку едноставно се случуваат во мојот живот. Така беше и Хамбург, едноставно. Ја имав големи припреми, мислам не беше лесно, особено во времето на тешката ситуација која што сите ја знаеме 2020 година. Но ете представуваше огромен предизвик да влезам во тој универзитет. Сега за сега е стварно супер. Друго е чувството кога си сам во странство и кога успеваш на свој начин самостојно да се надградуваш и да едноставно, не знам, да имаш толку многу предизвици кои што можеш сам да се бориш со нив. Нормално сакам да се заблагодарам на моето семејство кое што секогаш стои позади мене за овие работи. Не е последна дестинација сигурно, ќе видиме кај тера следните години. Но како син на пианистка имаше ли би рекла олеснување или малку беше во некој друг правец оптеретен со фактот дека треба да бидеш исполнителен и секогаш велат ученикот треба да е подобар од професорот? Токму така, да. Мислам јас 14 години бев со мојата мајка, мојата прва професорка и тоа беше еден голем плюс за мене, би кажал, бидејќи од најраната возраст можев да бидам постојано со клавирот, да имам професор. Но бев свесен дека е време за нов чекор, дека можам повеќе да се наградувам и тоа беше и она беше свесна за тоа, да речеме. Така да мислам дека сите сме задоволни со тоа што јас успев да влезам во Хамбург и да видиме кај ќе биде следната година. Среќа понатаму посакувам. Сакам на Леви да му поставам уште едно прашање. Колку како млади луѓе кои што предпоставувам дека најголемиот дел и од слободното време го поминувате правејќи, создавајќи некои нови идеи како да ја направите музиката што подостапна за голем дел од младата публика, дали практикувате спорт и кој спорт најмногу, да речеме, ви е важен за да ја одржувате во константа вашата добра енергија? Така, да, the question is it's clear that we are doing this thing with the music all the time and creating the ideas and everything. And what sport is also really important for us that we keep doing so that we keep fit in the mind or in the body for this kind of thing. I think we both try to do fitness for balance because as a pianist you sit a lot and it's very important to have this thing that balance Дали медитација практикувате, дали тоа ви помага? Kind of like just sitting there and thinking about the text or what we will play. Значи практикуваат двајцата фитнес и тоа им помага да бидат непрестано во баланс, да бидат во форма, бидејќи пианистите за жал поголемиот дел од времето го поминуваат седејќи во статична положба, но и некои видови на медитација применуваат, така да верувам дека како ќе растете и зреете вака како личности, така и се повеќе ќе добивате потребата од медитација, која што и текако ќе ви даде нови можности и нови хоризонти во креирање на се она што е убаво, а музиката е нешто што најубаво може да ни се случи. Јас мислам дека е комплетно точна онаа констатација на Фридрих Ниче, кој што рекол дека животот без музика најверојатно би бил некаква грешка. Се согласуваш? Токму така, да, комплетно. Многу благодарам. Гостувањето, секогаш сте добре дојдени и секогаш сакаме да зборуваме за големи успеси, големи дела и нешто како ова утрешно во кое за прв пат светска премиера утре доживуваат во Македонската филхармонија овие нивни 88 димензии со кои што, како што рековме, стартува големата
одбележување на оваа 30 годишна успешна дипломатска соработка помеѓу Македонија и Германија. А сега е вистинско време да ја поздравиме повторно вторпат нашата Ивана која е на линк и ова утро ќе разговара и со градоначалникот на општина Бутел, господинот Дарко Костовски. Добро утро повторпат. Добро утро, Сузе, повтор пат и до тебе и до сите гледачи кои што ја го започнуваат денот, нели, со добро утро. Секое утро ве поздравуваме на втората локација од општина Бутел, поточно од овој нов спортско-рекреативен центар, кој што доби официјална промоција или официјално отворање само пред неколку денови и токму овој нов спортско-рекреативен центар го носи насловот "Го сакам Бутел". За сите досегашни проекти, односно сите проекти кои што беа промовирани во текот на изминатата недела во овој период, но и она за кое што ќе следува во следниот период, ова утро деталите ги дознаваме од првиот човек на општината, господинот Дарко Костовски. Ќе ви посакам, Дарко, добро и во утро. Добро утро, добро дојдовте. Дарко, ова е едно ново место на кое што се наоѓаме, нели, ова утро, ново место за жителите на општината Бутел, од една ливада која што беше навистина запуштена или паркинг место за жителите, сега направивте еден нов спортско-рекреативен центар. Што се нуди овој центар? Спортско-рекреативен центар кој што на стартот би рекол дека е препон секоја вечер и навистина секој ден и навистина ми е многу драго заради тоа, што значи дека е полн погодок. Пред изборите ветивме неколку спортско-рекреативни центри, но веднаш од како што стапив на функцијата градоначалник, сватив дека секој населено место треба да добие спортско-рекреативен центар и некако се приближуваме при крајот да скоро секој населено место добие еден ваков убав спортско-рекреативен центар кој што нуди повеќе содржини, има парковска содржина за рекреација, има детско игралиште, модерно детско игралиште, игралиште за баскет, игралиште за фудбал. Дури и некои населени места, поголемите населени места добиваат по 2 спортско-рекреативни центри, како што е практично ова тука во Бутел 1. Веќе еден изградивме во минатото, ова е втор. За многу кратко почнуваме со изградба за неколку денови би рекол, со изградба на спортско-рекреативниот центар Бранители во Љуботенски пат. И исто така до крајот на годината ќе биде изграден и спортско-рекреативниот центар Ударници, кој што ќе се наоѓа во потегот на Бутел 1, но во вториот дел на потегот на Бутел 1, кај општинската зграда. И со тоа, во оваа година веќе скоро 90% од населените места добиваат по еден спортско-рекреативен центар, ќе ни остане уште сосема малку за да секое населено место добие по еден ваков центар за да можат граѓаните да рекреираат, а најмладите да спортуваат. Да, овој проект беше дел, односно беше запишан нели во предизборната кампања на локалните избори. Еден од тие проекти кој што исто така беше дел од предизборната кампања и плоштадот кој што го доби Бутел, односно за прв пат жителите на оваа општина добија плоштад кој што исто така свое официјално отворање доби минатата недела. Така е, за прв пат општина Бутел доби место каде што доби плоштад, каде што можат да се организираат одреден вид на манифестации на отворено, на моје големо задоволство и на задоволство на граѓаните. Ветивме плоштад пред изборите, го реализиравме, но сакам да речам дека ќе има уште еден, многу поголем плоштад од овој изградено, здравје Боже, веднаш до црквата Свети Јован. Се надевам дека документацијата во забрзано темпо ќе се средува во овој потек за Бутел да добие 2 плоштади, еден поголем и еден помал, и со тоа мислам дека целосно ќе ја промениме сликата на општина Бутел по однос на вакви инфраструктурни проекти како плоштади и слично. Места каде што ќе може народот да се собира, бидејќи навистина жалосно е во ова модерно време да една општина нема такво место. Едно веќе изградивме и за многу скоро се надевам дека некаде на пролет би почнале да градиме уште едно, но со Господ напред. Да, за еден час од сега од прилика почнува нели и изградбата на речното корито и тримпатеката на реката Серава. Што предвидува овој проект?
Да, сега би рекол на мое лично на вистина големо задоволство денеска за можеби час и половина од сега имаме една манифестација со која што ќе одбележиме почетокот на еден од носечките проекти во мојата предизборна програма, но и би рекол една потреба за граѓаните на општина Бутел која што на вистина е веќе со децении трае и многу луѓе ветиле дека тоа ќе се изгради, но не било до сега пример. Градиме, почнува со градба ново корито во населеното место Радишани во должина од километар и 400 метри. Навистина убаво корито, многу убаво изгледа, изградено со камен. А веднаш потоа како што ќе заврши градбата на коритото во овој потек ќе изградиме и трим патека, а дури во план и паралелно да почнеме на како ќе дозволуваат условите на терен за конечно општина Бутел да добие едно вистинско место за рекреирање, за да не морат нашите жители да ја напуштаат општината кога ќе сакаат да изрекреираат, да пропешачат долго и така натаму. Ова ќе имаат можност да го направат во Радишани, па сигурен сум дека и луѓе од други општини ќе дојдат да го посетат ова место кое што на вистина ќе изгледа одлично. Со тоа сакам да речам дека нема само во овој дел да застанеме со градба на корито и на трим патека, туку ќе продолжиме како што ќе го реализираме овој проект во сите населени места каде што тече реката Серава, да направиме корито каде што е потребно, бидејќи некаде има одреден тип на корито изградено, но во тој дел секако трим патека, али како и да е ќе го уредуваме цел тек на реката Серава. И само да споменам, овој проект во Радишани кој што започнува сега за еден час од сега, ќе чини близу околу 1 милион евра, навистина е таа сериозна инвестиција која што и така на домакински начин општина Бутел успеа да изведе и затоа сум благодарен на мојот тим за овој голем успех кој што денеска ќе му се види вака почетокот. Да, значи нема да бидат само овие километари и половина кои што почнуваат од изградбата им почнува од денеска, сепак ќе имаат и останатите жители кои што живеат еве во општината Бутел, односно во населбата Бутел, ќе добијат и тие нели трим патека да не се секираат. Она што е во фаза на изградба е детската градинка, која што ја започнавте неодамна, нова детска градинка, до каде е изградбата и кога планира да се финализира овој проект? Детската градинка е навистина во завршна фаза. Јас очекувам некаде на пролет да започне со работа или па следната учебна година, како кажуваат правилата, не сум баш сигурен по однос на тоа, но како и да е во завршна фаза и очекувам до пролет следнава година да биде завршена целосно. Исто така би споменал дека за многу кусо од сега, некаде на 1 октомври би требало да започне и наставата и во новото училиште, изграденото ново училиште во населеното место Визбегол. Кога сме веќе кај образованието, би споменал дека вчера или пред некој ден, мислам дека вчера започна изградба на фасада на основното училиште Пане Отгиновски во Бутел 2, после 40-50 години, нова фасада. Исто така се надевам дека и до крајот на годинава ќе започне и доградбата на основното училиште Ацо Шопов, која што е навистина потребна за граѓаните во тој дел, особено за учениците. Доколку не започне сега, секако би започнало на пролет, документацијата е целосно спремна. Се надевам дека тука ќе имаме исто така квалитетна соработка со Министерството за образование за сето тоа да започне многу поскоро. Би споменал дека и во моментов се асфалтира на вистина со жестоко темпо и би споменал една бројка дека до крајот на годинава ќе имаме 60 асфалтирани улици, меѓу кои помали, но и на вистина поголеми улици и битни сообраќајници, бројка која што на вистина слободно можам да речам дека не е видена во 10 години претходно. Ние успеавме за 2 години да го направиме тоа и се надевам дека до крајот на мојот мандат нема да остане ниту една улица неасфалтирана, а многу голем број од оние кои што се оштетени веќе имаат асфалт ќе бидат санкционирани. Да, традиционално на почетокот на оваа учебна година, како и минатата година, доделивте ранчиња нели за првачињата, за сите оние првачиња на територијата на општина Бутел. Она што многумина и од родителите ги интересира е секако онаа најава за носење на униформи на децата кои што се дел од оваа општина. Станува збор нели за училишни униформи, за сепак сите деца да бидат еднакви исти. Втора година поред доделуваме училишен прибор и ранчиња за прводеленчињата и навистина тоа е еден проект кој што ми е особено драг. А оваа година за прв пат ќе поделиме униформи за сите ученици во основните училишта.
униформи со кои што сакаме да постигнеме повеќе цели, но две носечки се да ја намалиме таа социјална разлика помеѓу учениците и втората секако да помогнеме на родителите во ова тешко време. Во фаза е процесот, за многу скоро од сега ќе ги добијат овие униформи кои што навистина убаво изгледаат многу и се навистина квалитетни учениците, за да можат да се чувствуваат покомотно и они, како што реков, но и нивните родители. Мироначалник, ви благодарам за одвојното време и се надевам дека во иднина ќе имаме нели уште интересни разговори каде што ќе ги имате можност да ги промовирате проектите кои што се најдоа во вашата програма во предизборната кампања. Проектираме, работиме и покрај тоа што сум убеден дека целосно ќе реализираме нашата предизборна програма, реализираме и многу работи кои што не беа ветени претходно. Ви благодарам. Да, на Сузе ве поздравуваме ние од тука, од општина Бутел, од населеното место Бутел. Се надевам дека еве неколку прашања кои што ги поставува граѓаните на ова општина, дека еве со овој разговор ги добија одговорите директно од градоначалникот на општината Бутел. Браво! Честитки, посакувам уште многу вакви убави проекти. Тоа беше нашата Ивана. Ивана, ти благодарам и убав ден ти посакувам. А ние продолжуваме со телефонските јавувања се до крајот на нашето денешно дружење. Најсрекните повторно ќе добијат по 3 минути да го искажат својот став или размисла или предлози околу трите теми поставени на денешниот дневен ред. Така да ги знаете веќе телефонските линии, ова се темите, можете да коментирате и се разбира да се подсетиме како и од време на време да не користиме говор на омраза и да се придржуваме до темата без да излегуваме надвор од неа. Дали имаме гледач? Добро утро. Добар ден. Повелете, добар ден. Па еве, емисии, теми, разговори, јавувања наши со години така, а Македонија се распаѓа. Еве од точка до точка низ Македонија ќе видиме по некој реален човек, напреден човек со застанал на градоначалничко место и се бори за доброто на народот. Го почитувам ова Епцен. А инаку, полека сгинувањето на Македонија, како да се гледа, некој се бори да се спаси и да обстои, некој се бори да ја снема. Меѓутоа, лагодниот живот на овие наши граѓани не дозволува да погледнат утре, него само денеска, да живеат така лагодно, да идат по некој, да дојдат до 50-100 евра, навечер да пијат виски 2-5, да дојдат до некоја тамо служителка пред телевизијата и ете така животот на некој им минува. А не гледаат дека во Бугарија татарите дошле и ги потицале македонците, ги избркале тамо кај што живееле по села, обично по села секојаш било, не било градови, не биле пред 500, 300, 800 години, немало градови, него било така села со малку поголеми населби. И тие што биле тамо како македонци ги набркале и тие побегале лево, десно, напред да се спасат и тие се населувале, ама некои прифатиле тоа што сакале поробувачите, а поробувачите биле обично насилници. И кај нас сега не ми е јасно на овие граѓани од Скупи дека ќе дојдат насилници и овде, полека како работници, утре ќе бидат нешто друго, задуце нешто трето и ќе не смеат ни децата да одат сами по улица, не и родителите, не само децата. Да овој живот наш, што ние со овие емисии наши, со овие наши јавувања, со години јавувања, така речи, ништо не променивме. Емисиите си постојат, водителите си постојат, ние постоиме, животот се на полошо иде. Меѓутоа не е виновна само оваа душманска влада, што влада е душмански. Мислам дека се душмански настроени и овие опозициони бе неколку луѓе што водат опозиционата најголема партија, затоа што влегуваат во собранието, им прават форум за гласање на законите, за гласање на платите, за гласање на се што не е
корисно за народот, а само за нив е корисно, тие влегуваат, помагаат, а не кажуваат дека треба да се смени законот за избори, па да биде една изборна единица, па да народот може да каже што е добро, а што не е, па доброто се постави за начело, а лошото да му се даде Ви благодарам многу за вашето јавување. Добро утро или добар ден за следниот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете. Го поздравувам предходниот јавувач, бидејќи скоро секојаш ќе кажува вистината. А вистината во животот е многу важна. Само со вистина можеме да градиме вредности. Маните се наши, не се мали, големи се. Ошто сме кусогливи, само до личното. Секој до себе, за себе. Не можеме да се организираме. Леле, невидена недоквачност. Во богато поднебе со преубава богата природа, а ние сиромаси. Наместо да сме високо развиена земја, на полето земјоделие, сточарство, туризам, од претходно кажаното, невиден срам сме, за никаде сме. Не произведуваме добра, а светски парваци сме, без работење да се има. Слушам народот. Ако имаше народ на нисково оддалече, не чебевме. Нема народ со гледање само до носот партиско врзување, а за татковината не. Со нашето однесување им помагаме душманите во нашето престоривање. Не напуштајте ја татковината, останете тука. Тука во Македонија. Та ни е преубава, пребогата. Само треба да сме луѓе, така и ние убави, богати, ќе бидеме ако сме луѓе. Благодарам. И благодарам и вам за вашето јавување. Добро утро, му велам наследниот гледач. Добро утро, почитувана Сузе. Добро утро, добро ви Бог дал, повелете. Ве поздравувам како и секојаш вас и вашите почитувани колеги. Благодариме. И вашата нормално широка ограда да ја наречам Алфа телевизија. Јас ќе бидам малку краток, односно фокусот ќе биде моето излагање, а се работи за следново. Македонија се наоѓа пред голема пресвртница. Тоа треба да сите да му е јасно. Македонија се наоѓа пред голема пресвртница. Најголемиот патриотски чин, што треба да даде најголем приоритет на ДПМН, односно Мицкоски и неговата група, раководството на ДПМН. Не ги нарекувам ВМРО ДПМН заради тоа што тие отидоа во противна насока од историското ВМРО. Но како и да е, денеска тоа е тоа. Значи, најголемиот приоритет што треба на Мицкоски да му биде, а тоа е една изборна единица. Треба да му е јасно на тој човек и на негова група околу него. Најголемиот приоритет една изборна единица. Да секој македонски славјанин си гласа за своето, а не да биде слуга на другите националности во Македонија. Па да се преброиме. Македонија овде, македонските славјани имаат големи човечки ресурси, интелектуалци кои се фрлени на страна. Затоа, ако Мицкоски сака да влезе во историјата на Македонија, треба најголем приоритет да му е една изборна единица, а не македоно-славјанските гласови
да се поштуваат за другите националности и да влегуваат во нивните групации. Во оваа држава страда само македонскиот славјанин и никој друг. И точка. Благодарам и пријатно. И благодарам и вам за вашето јавување. Имаме време само за уште 20 гледачи ова утро. Добро утро за предпоследниот. Добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав од целом живово. Благодариме. Поздрав до телевизија Алфа, поздрав до Вителката и до сите гледачи на ваша и наша телевизија. Па вика, власта си игра со пензионерите. Стварно си игра. Зошто? Они си ги покасија платите 80%, 78%, а на пензионерите сега ќе им дадат 6%. На 10.000 динара пензија, то се 600 динара. Знаеш кој што е тоа? Да си купи јажи и да се обеси, ништо друго. Како не им е срам, бе. Има ли власт оваа држава? Само ја сметам и опозицијата крива. Зошто? А им седи во собрание да носат закони. Зошто да ги носат тие закони? Како се им така ќе редат закони, кои ќе појдат да ништо не одговара, какова наша држава нема во светот. И овие африканските земји, Колумбија, тие наречеме, се имаат подобри закони, подобри. Кај нас има закони, ама не се поштуваа. Овде кај нас се не води никој рачун за народот. Си гледаат за себе. Дали се сеќавате кога премиерот одеше и рече на таа пензионерка што му рече дека имам 12.000. Он ја објаснува некои работи. Како не им е срам, со устав било загарантирано да они мора да поштуват уставот и да земат 78% на 1.500 евра, колку се тоа? Срамо да се работи во држава. Него треба опозицијата да стане мицкоски, да го собере народот, да се блокира државата. Или подхитно да си одат. Овие не се завладеени, овие не се владатели. Овие, спазете, овие се донесени од Америка и од Европа. Зошто? Да уништат Македонија на поштен и политички начин. Они ја уништиле 2013 година. Ја поделиле на неколку дела. Сега сака на политички начин да уништат. Зашто видите што е? Македонскиот народ многу пати се рекол и пак ќе речам дека бил меѓу 5 народа во светот. Некојаш читам на Фејсбук колку е точно дека Европа се викала Македонија. Со е срам што се работи со народот. Верујте ми дека крај со крај го бев некна за Скопје патлижан во 100 динара. Чека бе кај го има. Кој може пензионер со 10.000 динара да купи патлижан да јаде? Не сте речеме патлижан, него било што. Срамота што се работи. Не, они само си гледаат себе, да си донесат закончиња, дека се да си издржат мандатот до крај. И тоа, бидете ми поздравени, фала на стапеното време и пријатно. Ви благодарам многу, бидете и вие поздравени. Добро утро и за последниот гледач денеска. Добро утро и од последниот гледач. Вака сега, јас сакам да ги подсетвам сите гледачи што се. Ала? Ве слушаме, повелете. Да ги подсетам сите дали знаат каде се отидени цела влада плюс вработени 300 души таму еден авион се отидени во Америка на журка ли идат. Бизнес се прави таму. Значи, цела влада е надвор од Македонија, плюс вработените. Тоа е село гори баба се чешла и ми е гајле на ништо се случува во Македонија. И сега сите се запнале мицковски да стане. Зошто бе луѓе не станете, штрајкува вчера овие од онкологија, кај сте да ве видам? Секој ден го зборувам ова. Значи, не треба никој да не собира. Што сме ние, овци ли сме ние да не собира Мицковски, Ѓуро, Петко, Танко? Дајте да станеме еднаш против ова влада, ама чекайте нека дојдат прво од Америка да видиме Вујче што ќе ни испрати на нас од таму. Многу сум револтирана со овие 6% за пензионерите. Овие пари што ги дале сега тие непотребни шетаници натаму наваму. Отишол таму да се види со Шолц, се извинувам, 5 минути се видел со него, а потегнал 200 души да отидат во Америка. Што барат мајкин таму која пропаѓаат, се лажат, отишли и таму ли да лажат? Доста не лажат нас овде, па и таму ли ќе лажат? Мицковски не може ништо да направи против овие.
Ништо не може да направи. Овие се лажови, невидени, Мицкоски е единствен поштен човек во Македонија. Поздрав и убав ден на сите. И благодарам многу, ве поздравувам и се заблагодарувам на сите вие кои што ова утро одбравте да бидете со нас. Знам дека ве има се побројни и се повеќе. Еве, уште ќе завршиме со една кратка информација од рубриката на денешен ден 1942 година на денешен 19 септември во околината на Прилеп. По тешка тортура од страна на бугарската полиција убиен е со фрлање во варджилница Рампо Левков Левката, народен херој на Југославија од Македонија, роден во Прилеп на 9 јануари 1909 година. Истата година 42 кај селото Дабница во местноста Дабнички завој Прилеп, бугарскиот окупатор на подмолен начин масакрирал 18 македонски патриоти. Единствено успеале да се спасат Петко Велковски и Тодор Истески Келешот. Се случило да има живи сведоци помеѓу масакрираните за да раскажуваат за овој крвав грозоморен настан, наречен Дабничко клање. Нека им е вечна слава на сите херои кои што за жал ги дале своите млади животи во овие воени времиња, во овие огромни неправди кои што се случувале на македонскиот народ. Јас тука некаде ќе ви се заблагодарам за тоа што бевте со нас сите овие 3 часа и за тоа што сте со нас постојано во сите работни денови на фреквенцијата која е секогаш на страната на народот и на вистината. Довидување.